За секого по нешто. Така најточно може да се опишат новитетите што ги има Daimler Truck. За американците тоа е шестата генерација на тешките дизелски мотори, од кои најголемиот има дури 15,6 литри работна зафатнина и повеќе од 600 конски сили. Познати по својата издржливост, тие сега се поефикасни, трошат помалку и имаат пониски емисии. Од досегашните серии на овие мотори, воведени во 2007-та, се произведени 1,2 милиони примероци. За европјаните пак се подготвува електричната верзија на Mercedes Arox, чии интензивни тестови во екстремни услови успешно завршија. Наменет за градежниците, овој тежок камион покажа одлични перформанси на снегот и мразот во поларниот круг, задржувајќи ја способноста за непречена работа дури и на минус 20 степени Целзиусови. За погон се користи централен електромотор од 516 конски сили, кој во комбинација со 3-степен менувач ги задвижува тркалата на задните две оски. За дополнување до 80% од капацитетот на батериите сместени зад кабината се потребни само 46 минути. Нарачките ќе започнат да се примаат веќе идниот месец, а првите испораки се предвидени за есенва. Истовремено, за прв пат во живо е прикажана и најлуксузната верзија на Unimog, создадена по повод 80 годишниот јубилеј на ова мултифункционално камионче. Направен да остави моќен впечаток, во неа се искомбинирани теренските способности, моќниот погонски систем и комфорот од кој не би се застрамил ниту Мајбах. Техничката основа е иста, прилагодлива шасија, портални оски и диференцијали кои се блокираат. Шестцилиндричниот агрегат од 300 коњи и посебно подесениот менувач ветуваат поголема влечна сила и префинето возење. Пакетот е заокружен со детали како што се специјалните 20-инчни тркала, камерите место ретровизори и модерното LED осветлување. 4 патници во двојната кабина ќе ги пречекаат квалитетна кожа, амбиентално осветлување и модерно опкружување. Дека овој Unimog нема да остане само славеничка торта, сведочи и информацијата дека веќе е договорено возилото од страна на еден купувач да биде тестирано во реални услови на користење, за да се соберат податоци за негов евентуален понатамошен развој.